Добро дојдовте на новото видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. На денешното предавање за ниво B1 продолжуваме од каде што прекинавме, односно за глаголот ласен. Првите три делови за глаголот ласен веќе ги имаме предавано и имаме снимено видео за нив, исто така и за вежби, а денес продолжуваме со четвртиот дел од предавањето за ласен. Сега ќе започнеме што треба да повторите за полесно да го совладате ова видео. Прво потребно е да ги повторите трите делови од употреба на глаголот ласен, потоа идно време во германскиот јазик, првиот дел и истото видео вториот дел, односно за Futur 1 und 2. И исто така потребно е да ги знаете модалните глаголи во идно време, бидејќи има сличен начин на формирање на речениците. За глаголот ласен, како што напоменавме во претходните предавања, имаме повеќе делови и тоа ласен in presens или во сегашно време, imperfect во минато говорно време, in preteritum ласен во минато пишано време, потоа ласен во plusquamperfect или во предминато време, ласен in Futur 1 und 2 во идно време тип 1 и тип 2, ласен in Passiv и ласен mit Vorsilben, ласен со префикси. Повеќето од овие делови веќе ги имаме предавано, денес ќе зборуваме за идно време тип 1 и тип 2. За почеток ќе направиме мало повторување за тоа како се формираше идното време и речениците во идното време кои не го содржат глаголот ласен, а потоа ќе направиме споредба. Die Zukunft или идно време во германскиот јазик. Какви типови на идно време постојат? Futur тип 1 ни е основното идно време во кое во моментот на зборувањето се уште не е започната активноста, и имаме Futur 2 или тип 2, кое исто така се нарекува минато идно време поради начинот на формирање или идно свршено време. Ова време ни дава податок дека одредена активност ќе биде случајна во одреден период од иднината. Се надеваме дека ова веќе ви е јасно и имаме уште трет тип, футуристичес презенс или футуристично сегашно време, исто така наречено сегашно идно, и ова се користи во сегашно време за опишување на активност во иднина. Значи, еве каде се наоѓаат времињата кога зборуваме во реченица. Одиме понатаму како ќе формираме расказна реченица во тип 1 идно време. Тука ни постојат два глаголи, од кои едниот е помошен, а едниот е главен. Помошниот глагол, werden, ни стои на втора позиција во реченицата и ни е секогаш конјугиран, а главниот глагол, зависно од реченицата, имаме различен глагол, стои на крај на реченицата во инфинитив форма. Редоследот на реченицата ќе ни биде сличен како речениците со модални глаголи. Поради тоа се вели дека тука имаме модал verbindlich. Еве ни споредба за реченица во идно време тип 1 со модална реченица. Значи, во првиот случај го имаме werden, кој ни е конјугиран, и главен глагол на крај во инфинитив. Кај модалната имаме модален глагол кој ни е главен и помошен на крајот во инфинитив. Еве еден пример, Sie müssen nächste Woche ihre Prüfung bestehen. Тие мораат да го положат испитот следната седмица. Како реченица во идно време ќе имаме сличен начин на формирање, значи еден конјугиран глагол и еден инфинитив глагол, тоест du wirst bald eine neue Arbeit finden. Ти заскоро ќе најдеш нова работа. Се надеваме дека ова ви е јасно. Повторуваме за Futur 2, како ќе формираме реченица во ова време.
тука имаме малку посложен начин на формирање на реченица од тип 1. Тип 2, исто како типот 1 на идно време го користи глаголот werden и овде имаме 3 глаголи, од кои 2 се помошни и 1 главен. Футуа, цвај реченицата најлесно може да го формираме со комбинација на правилата за формирање на реченица од футуа 1 плюс обратен перфект. Се надеваме дека перфект веќе ви е јасно како се формира. Или можеме исто така да формираме со верден плюс обратен перфект. Да видиме еден пример. Значи, тука имаме werden плюс обратен перфект. Или подетално објаснато, го имаме помошен глагол во сегашно време, werden, плюс главен глагол во партицип 2 форма, плюс уште еден помошен глагол кој ќе ни биде во инфинитив и во овај случај ни е sein или haben. Пример, ihr werdet das Geschenk rechtzeitig gekauft haben. Вие навреме ќе го купевте подарокот. И уште еден пример. Die Kinder werden bis Mitternacht eingeschlafen sein. Децата ќе беат до полноќ заспани. Одиме понатаму. Започнуваме со предавањето за lassen im Futur. Глагол lassen во идно време. Како формираме реченица со lassen во идно време? Значи, тука стои истото правило. Lassen во идно време се формира слично со модалните глаголи во идно време. Поради тоа, lassen спаѓа во групата на модал verbänlich verben. Имаме и други глаголи и во B1 ќе снимиме видео со сите такви глаголи. Ова видео ќе го поделиме на lassen во идно време тип 1 и тип 2. Започнуваме со тип 1. Овај начин е полесен за формирање на реченица. Како ќе ја формираме реченицата со глаголот lassen во Futur 1? Овие реченици ќе ги формираме слично со идно време тип 1 речениците кои не го содржат глаголот lassen. Значи, Futur 1 речениците, без разлика дали го содржат lassen или не, се формираат слично. Во реченицата ни постојат два глаголи, помошен и главен. Помошниот глагол, секако знаеме дека е werden, стои на позиција 2 во конјугирана форма, а главниот глагол во овај случај ќе ни биде lassen, ќе ни стои на крај на реченицата во инфинитив. И овие реченици, како што напоменавме пред некоја минута, се формираат слично со модалните глаголи во идно време. Да видиме пример. Во горниот дел имаме обична Futur 1 реченица, а во долниот дел lassen во Futur 1 реченица. Идно време имаме помошен глагол werden плюс главен глагол во инфинитив. Значи, werden ќе ни биде конјугиран. Истата реченица со lassen ќе имаме помошен глагол werden плюс главен глагол во инфинитив, но овој пат главниот глагол не ни е никој друг глагол, туку lassen. Да видиме една реченица за пример. Ich werde den Streit hinter uns lassen. Јас ќе оставам кавгата зад нас. Како се формира реченица со lassen во Futur 1? Се формира, кажавме, слично со модалните глаголи во Futur и овде ќе направиме споредба. Првото ни е идно време тип 1 обична реченица, второто ни е модален Futur 1 и третото ни е Futur 1 со глаголот lassen. Тип 1 идно време имаме помошен глагол werden плюс главен глагол во инфинитив. Главниот глагол ни е зависно од реченицата. Со модални глаголи ќе имаме помошен глагол werden плюс главен глагол, во овој случај во инфинитив ни е модален глагол.
И со ласен имаме помошен глагол werden плюс главен глагол во инфинитив, во овој случај глаголот ласен. Значи ја споредувате сличноста меѓу различни реченици. Да видиме во левата страна футуа eins реченица со модален глагол, а во десната страна футуа eins реченица со ласен. Ich werde in Zukunft mehr können. Јас во иднина ќе можам повеќе. Со глаголот lassen би кажале wir werden sie im Regen lassen. Ние ќе ја оставиме на дождот. Како ќе формираме реченица со трет глагол во футуа eins? Ако го содржи и lassen. Кога во футуа eins реченицата имаме три глаголи, во случајот werden плюс lassen плюс трет глагол, ќе користиме двоен инфинитив. Што значи тоа? Користењето на овие реченици е во случај кога lassen го користиме за да дозволиме некој друг да заврши одредена активност. Lassen футуа eins со три глаголи ќе формираме помошен глагол werden плюс третиот глагол во инфинитив плюс главниот глагол во инфинитив, во овој случај lassen. Да видиме пример, ich werde das Auto reparieren lassen. Јас ќе дозволам да се поправи автомобилот. Или wir werden die Wohnung streichen lassen. Ние ќе дозволиме да се фарба станот. Да видиме примери за футуа eins со глаголот lassen. Овие реченици ќе ги формираме на ист начин како останатите футуа eins реченици, без разлика дали се расказни, прашални или со негација. Имаме на почеток две реченици од расказен тип, потоа расказни реченици со негација, две ja-nein-fragen и две w-fragen. Ihr werdet den Müll stehen lassen. Вие ќе го оставите ѓубрето да стои. Sie wird ihn alleine reisen lassen. Таа ќе го остави да патува сам. Со негација, две реченици имаме wird seinen Freund nicht in Ruhe lassen. Тој нема да го остави на мир неговиот пријател. Или втор пример, со двоен инфинитив, du wirst dein Haar nicht kürzen lassen. Ти не дозволуваш твојата коса да се скрати. Како ja-nein-fragen имаме werden wir die Kinder spielen lassen. Ќе ги оставиме ли ние децата да играат? Точниот превод е да играат. Или ако сакаме да кажеме како што е преводот спијат, ќе биде schlafen lassen. Werde ich meine Freunde die Musik auswählen lassen. Ќе ги оставам ли пријателите да ја одберат музиката? И како w-fragen, warum wirst du das Licht anlassen? Зошто ќе го оставиш светлото? И уште една реченица со двоен инфинитив. Wann werde ich den Hund draußen bleiben lassen? Кога ќе го оставам јас кучето надвор? Втор дел од ова видео ни е lassen im Futur 2. И овие типови на реченици се формираат малку посложено од типот 1. Како ќе ја формираме оваа реченица? Слично на футуа 2 речениците кои не го содржат глаголот lassen. Футуа 2 реченицата има три глаголи, два помошни и еден главен. Помошниот глагол, едниот ни е werden на позиција 2 во реченицата конјугиран секогаш. Главниот глагол, во овој случај lassen, стои на предпоследна позиција во реченицата во партицип 2 форма. И вториот помошен глагол, sein или haben, стои на крај на реченицата во инфинитив форма. Главниот глагол и вториот помошен глагол формираат обратен перфект. Ова веќе го спомнавме кога повторувавме за футуа 2.
да видиме споредба. Идно време тип 2, без глагол lassen и со глагол lassen. Значи имаме помошен глагол werden, конјугиран во сегашно време, потоа главен глагол, партицип 2 форма, глаголот ни е зависно од реченицата, и помошен глагол, втор помошен глагол во инфинитив sein или haben. Истите реченици со lassen се формираат на ист начин, само во разликата е главниот глагол во партицип 2, во овај случај не ни е друг глагол, туку глаголот lassen. И да видиме еден пример. Sie wird die Tür offen gelassen haben. Таа ќе ја имаше вратата оставено отворена. Се надеваме дека е јасно. Како ќе формираме реченица во футуа 2 со lassen ако имаме и четврт глагол во оваа реченица? Многу лесно. Кога во футуа 2 реченицата имаме 4 глаголи, werden плюс четвртиот глагол плюс lassen плюс haben или sein, ќе користиме двоен инфинитив за помошните глаголи. Значи lassen си останува во партицип 2 на предпоследна позиција и имаме помошен глагол werden во презенс, конјугиран, плюс помошен глагол во инфинитив, плюс главен глагол партицип 2, во овај случај ни е lassen, и уште еден помошен глагол во инфинитив sein или haben. Значи двата помошни глаголи ни прават двоен инфинитив. Да видиме пример. Wird das Problem ungelöst gelassen haben. Тој ќе го имаше оставено проблемот нерешен. И со двоен инфинитив имаме wir werden das Boot absinken gelassen haben. Ние ќе го имавме оставено чамецот да потоне. И да видиме пример и за футуа 2 со lassen. Ќе формираме различни реченици со овој глагол во тип 2 идно време. Ќе го формираме на ист начин како останатите футуа 2 реченици. Имаме расказна реченица, расказна со негација, ja, nein, прашална и V прашална реченица. Wir werden die Arbeit gelassen haben. Ние ќе имавме оставено работата. Du wirst ihn seine Meinung sagen gelassen haben. Ке му дозволиш да го каже неговото мислење. Во овај случај имаме во левата страна обична футуа 2 реченица со lassen, а во десната страна со двоен инфинитив, значи со четврт глагол. Со негација, Freja wird die Fenster nicht geschlossen gelassen haben. Фреја ке немаше да ги остави прозорците затворени. Ihr werdet die Pflanze nicht wachsen gelassen haben. Вие ке немаше да дозволите растенијата да растат. Потоа имаме werde ich mein Auto reparieren gelassen haben. Ке дозволев или јас автомобилот да се поправи. И уште една прашална реченица, wirst du das Problem ungelöst gelassen haben. Ке го имаше ли ти оставено проблемот нерешен? И како ве фраген примери, warum wirst du dein Salat essen gelassen haben? Зошто ти ке имаше дозволено твојата салата да се изеди? Или уште еден пример, wann werden wir die Fenster reinigen gelassen haben? Кога ќе ги имавме ние оставено прозорците да се исчистат? Се надеваме дека ви е јасно, за крај ќе направиме мала вежба и завршуваме со ова видео. Имаме прва реченица, morgen schneide ich meine Haare. Утре ја скратувам јас мојата коса. Оваа реченица потребно е да ја формирате во футуа 1 und 2 со глагол lassen. Имате неколку секунди. Првиот пример би требало да гласи вака: Morgen werde ich meine Haare schneiden lassen. Јас ке си дозволам утре да ја скратам мојата коса.
Или morgen werde ich meine Haare schneiden gelassen haben. Утре ќе си дозволев да ја скратам мојата коса. И уште една вежба. Er schickt den Brief durch einen Kurier. Тој го испраќа писмото преку курир. Стопирајте го видеото, напишете ги двата примери и потоа проверете дали е точно. Точните реченици се Er wird den Brief durch einen Kurier schicken lassen. Тој ќе го пушти писмото преку курир. И во футуа 2 ни било Er wird den Brief durch einen Kurier schicken gelassen haben. Тој ќе го имаше пуштено писмото преку курир. Тоа е тоа за денес. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк. Можете да не следите на Instagram како Германски јазик онлайн или да кликнете subscribe на YouTube на овај канал. Се гледаме во следното видео.